Сорос и Американската амбасада во Македонија даваат поддршка на партии кои се ривали на ВМРО-ДПМН, која не е совршена како и сите партии во светот, но е проамериканска и про-НАТО, пишува Daily Signal, највлијателниот американски аналитички портал на фондацијата Heritage, кој е близок до републиканската партија, претседателот Доналд Трамп и државниот секретар Рекс Тилерсон. Во објавената анализа за борбата меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Џорџ Сорос, меѓу другото се навидува дека Македонија одамна се бори против влијанието на унгарско-американскиот милиардер кој шири радикализам ширум светот. Во анализата на Мајк Гонзалес, кој е дел од фондацијата Heritage, се напоминува дека во борбата меѓу рускиот претседател Владимир Путин и унгарско-американскиот милиардер Џорџ Сорос, сите одбираат страна по правилото непријателот на мојот непријател е мој пријател. Ова сепак е начинот на кој многу луѓе инсистираат на реагирање кон Џорџ Сорос и рускиот претседател Владимир Путин, двајца моќници кои во моментов се борат за контрола на светот. Можете да одберете страна или со едниот или со другиот. Или ако нападнете еден од нив, тоа е затоа што сте во сојуз со другиот. Се вели во анализата на Daily Signal. Во текстот се подсетува дека 6 американски сенатори упатија писмо до американскиот државен секретар Рекс Тилерсон, барајќи од него истрага за извештаите на неколку држави дека Соросовата фондација Отворено општество поддржува прогресивна левичарска агенда. Авторот на текстот Мајк Гонзалес вели дека Кремљ гледа како Сорос го финансира цивилното општество во поранишните советски држави со цел да инсталира прозападни влади.